Јас сум Весна Алексовска и сум председател на Здруженијето Живот со предизвици, кое е здружение за ретки болести. Јас самата сум пациент со ретка болест и токму затоа решив и да се застапувам за правата на пациентите со ретки болести. Семејствата со ретки болести во нашата земја за жал немаат совршен живот, затоа што предизвиците се многу, проблемите се многу и нашиот здравствен и социјален систем имаат потреба од различни промени со цел да имаме подобар и поквалитетен живот. Она што секоја година го трубиме и го кажуваме на сите медиуми, и по социјалните медиуми, и по нашите пријатели и луѓе што не ги знаеме, е тоа дека тендерите ни каснат, лековите ни каснат и со тоа остануваме без терапија, остануваме во моменти во кои самите не знаеме што да правиме, стресот е секогаш на високо ниво. Оваа година тендерот дури сега беше објавен на околу 20 февруари и тоа што значи? Тоа значи дека веројатноста дури во јуни месец да стигнат нови лекови, а до тогаш треба да видиме дали количините ќе ни стигнат. Има 6000 ретки болести во светот. Во Македонија има над 300 ретки болести. Од нив за многу мал дел има терапија. Но да не ги оставаме за тие што има да нема, неле? А за другите да се обидеме да создадеме социјални услуги кои ќе бидат соодветни. Да не зборуваме дека она што ни е многу потребно се исто и да се децентрализира. Се е во Скопје. Ти треба терапија, одеш во Скопје. Ти треба контролен преглед, одеш во Скопје. Ти треба тестови некакви, одеш во Скопје. Ти требаат некакви социјални услуги и комисии, пак на крај ќе треба да завршиш во Скопје, колку и да има нешто регионално или нешто локално. Зошто да не изградиме капацитети во здравствениот и социјалниот систем? Зошто да не знаат сите комисии, сите тие социјалци и сите тие здравствени работници што се ретките болести? Стратегија која ќе биде за ретки болести, во која ќе има одговорни лица, стратегија која ќе има буџет и која ќе има цели кои треба да се остваруваат на годишно ниво, па и на квартално ниво. Зошто да не, нели? Ама да знаеме каде ќе бидеме за 5, за 10 години. Стратегијата за жал се уште не е донесена, иако уште од 2014 дадовме прв предлог, па 2019, па 2023 и еве 2024 сме, така. Мислам дека е време кога ќе дојде еден нов министер да конечно подпише и поднесе стратегија до влада и да можеме мирно да спиеме. Знам, комплицирани сме, знам, различни сме, знам, многу не има. И не е едноставно и не е лесно, но тоа не значи дека не треба да се потрудиме сите граѓани во нашата земја да имаат еден убав здравствен систем, еден убав социјален систем, тоа да биде некако поврзано и ние да немаме проблеми и да не шетаме од едно место на друго со недели, месеци, а некои луѓе, верувајте ми, шетаат и со години додека да го најдат решението за својот проблем. Ајде да направиме овие граѓани да бидат во општеството, а не на неговите маргини.